За Макс Беласко, 29 годишен информатичар од Лос Анџелес, социјалистичка Америка ќе гарантира дом и храна за секој граѓанин и ќе ја препознае вредноста на живот. And socialism, I think, at its very core is like trying to explore a community that can be better because we're actually trying to live for not ourselves, but also for other people. За 23 годишниот Блейк Робертс, тоа ќе изгледа како во некоја скандинавска земја, со силен јавен сектор, здравствена заштита и високообразовни институции контролирани од владата. I think for me, the biggest draw for socialism is the fact that it means that you put people over profits. Нивното верување во алтернативно општество ги привлече во демократските социјалисти на Америка, социјалистичка организација која се залага за крај на капитализмот и ги поддржува политиките кои ги јакнат правата на работниците, а ја слабее моќта на корпорациите. Демократскиот социјализам своевремено беше најголемото политичко движење во Соединетите држави надвор од републиканската и демократската партија. Интересот се намали порастот на комунистичката партија во Советскиот сојуз и за време на студената војна. Но изборот за председател на Доналд Трамп го ревитализира движењето. Почнувајќи од 1982 година со 6000 членови, сега ова партија забележа експлозивен пораст и има над 50.000 членови. Александрија Окасио Кортес, 29 годишната политичка новодојденка, која го победи 10-кратниот актуелен конгресмен Џо Кроули на изборите за демократски кандидат во Конгресот, одржани во јули во Њујорк, е видлив символ за зголемениот интерес во социјализмот низ целата земја. Незината кандидатура за Конгресот, за која се смета дека ќе биде успешна, ги има своите корени во председателската трка на сенаторот Берни Сандерс од 2016 година. Таа, како и многу млади социјалисти, доброволно работеа за Сандерс, кој освои 43% од гласовите на демократските избори со неговите повици да се стави крај на влијанието на големите пари во политиката. Нивниот успех е одраз на зголеменото движење на левото крило во демократската партија по неуспехот на Хилари Клинтон да влезе во Белата куќа. Најдобар пример за тоа се кандидатите за местото во парламентот на Калифорнија, кои се од истата демократска партија. Социјалистката Марија Естрада и актуелниот пратеник Ентони Рендон. I'm not a capitalist. I don't agree with that system. Иако членството во оваа партија е мало во споредба со милионите регистрирани демократи и републиканци, Белата куќа сепак го забележа. На 23 октомври Советот на економски советници објави извештај од 72 страници насловен како можните трошоци за социјализам. Трамп му се спротивстави на социјализмот во говорот во Генералното собрание на Обединетите нации во септември, наведувајќи дека секаде каде што социјализмот бил испробан, тој создал страдања, корупција и распаѓање. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. Spirit, we ask the nations gathered here to join us.